Токму на денот кога православниот свет го славеше големиот христијански празник Свети Димитрија, кривопаланчани го славеа компирот. Датумот 8 ноември е посветен на патрон заштитникот на градската црква во Крива Паланка, каде утрото беше служена литургија на која присуствуваа голем број верници, додека на плоштадот се одржа второто издание на манифестацијата Паланечка компиријада. И овој пат градот во подножјето на Осоговските планини беше домакин на бројни гости од околината кои што дојдоа да го вкусат автентичниот и надалеку прочуен паланечки компир. И домакините и гостите сите има можност да дегустираат разновидни и оригинални специјалитети од компир, подготвени и декорирани од вештите раце на кривопаланечките домакинки. Секако и уживаа во богатата музичка и сценска програма, а дел од нив се охрабрија и да се надпреваруваат во неколку интересни дисциплини. За најмалите најинтересна беше маскотата компирче. Покаже и человека Восток, имя ему его Јас сум 6-то оделение, се вика Марко Величковски. Марко, како ти се допаѓа тебе општо манифестацијата? Добро, убаво е. Ти компири јадеш вообичаено и по дома? Да. Може би ти се меѓу омилените јаде? Да. Проба ли нешто од овде што имаш? Да. Ти остана ли нешто во сеќавање посебно убаво или? Па кога бев на бината. А планираш и од едната година да продолжиш во твојата функција маскота? Да. Инаку, како и претходната година, и овој пат манифестацијата беше организирана под покровителство на општина Крива Паланка во соработка со локалната установа Градски музеј, како што истакна првиот човек на градот Арсенчо Алексовски. Целта на оваа манифестација е уште поголема и достојна афирмација на осоговскиот компир кој е бренд на нашиот град. Мислам дека го погодивме и денот, патрониот празник на нашата црква Свети Димитрија во Крива Паланка, еве по втора година ја правиме оваа кривопаланечка компиријада. Првата година беше така, на некој начин срамежливо, но еве мислам дека оваа година се повеќе и повеќе имаме учесници во оваа манифестација, се повеќе и повеќе имаме гости како од градот, така и од други градови од Македонија, од Кочани, од Скопје имаме, од секаде. Мислам дека е убаво нешто што го правиме. Сепак Крива Паланка е позната по својот кривопаланачки компир. Секоја домаќинка има можност да се го презентира својот куќен специјалитет или својот специјалитет како сакате. Секој оној кој сака да се надпреварува во оние игри кои ги организира организаторот има право, а воедно гледаме дека има и луѓе кои донеле количини на компири да ги продадат, да онадат. Така да оваа манифестација ја почнавме и се расширува на секој начин кој како сметал дека може да учествува и да си го земе своето место во неја. Од позначајните сегменти секако е тоа што, како што кажавте, умењата и вештините на домакинките, имавте прилика да пробате нешто посебно да издвоите или сите се квалитетни? Па видете, секој си направил нешто убаво и сите се убави. Не би можел да кажам тоа беше посебно убаво. Има некои јадења кои навистина прв пат ги пробува и повеќето од нив може би прв пат ги пробувам како специјалитети. Секој направил нешто што направил. Тука видов као необично во вид на пастрамајлија направена со компири, со месо, со праси, слични работи, така да, еве, такво нешто навистина досега не сум видел, не сум пробал, прв пат пробувам и мислам дека е убаво и еве ги повикувам сите домаќинки, оние кои не зеле ова година учество, оваа манифестација ќе ја повториме идната година, нека се спремаат, нека бидат присутни, впрочем тоа е нивно само докажување или само промоција. Ние како општина оваа манифестација ќе продолжиме понатаму. Иницијатор на паланечката компиријада е кривопаланчанката Весна Чурич Величковска, која е коснаа во нашиот град. Се обидува несебично да го промовира она со кое што сите се гордееме. И оваа година обезбеди интересни содржини за гостите на манифестацијата од сите возрасти. Лани беше за прв пат беше интересно, имаше исто гости, годинава имаме уште повеќе. Малце времето не послужи, ама како Господ никој не. Сепак и покрај дождот полно беше на плоштадот и полно беше околу трпезите кои што сега можеме да видиме се празни, значи било вкусно. Да, било е вкусно, не се сомневаме у нашите домаќинки, па посебно не у нашиот паланечки компир. Вие сте овде сна, меѓутоа успеавте да се на некој начин инкорпорирате и вие да им, така да кажеме, да им ги отворите очите на паланчани да видат со какво богатство располагаме. Па најверојатно, да, не сум од тука сум мажена,
Паланка си ја засакав како свој град, така да на секој може начин покушавам да самите компиропроизводители се пласират и пошироко ван Паланка, за да не одем во Скопје да ни продават било каков компир под назив паланечки компир, пошто е овде еден единствен. Успеавте ли вие да пробате нешто од специјалитетите, нешто да ви остана во паметта? Искрено, само тоа синоќ е дом што спремив. Дома правите ли некои посебни специјалитети, експериментирате ли баш со компирот? Да, вршим експерименти. Денес имав донесено интересна салата, ама мислим дека ништо нема останато да можеме да пробаме. Манифестацијата има повеќе аспекти, има и надпреварувачки, се представуваат сите. Имате ли идеи за раст од следната година натаму или ќе остане на ова што е досега и културна програма? Не, во никој случај, секој пат се тежнееме за нешто поубаво и поголемо, така да најверојатно до година ќе имаме уште поинтересни и надпревари и пошто доста луѓе немаат слушнато во Македонија за компиријада и отпосле се имат јавено сожалење зашто не можеа да стигнат. Мислим дека наредна година уште поубаво ќе биде. Еве обеќавам уште сега. За најумешните во брзо лупење компир, најдолгата излупена лушпа и најголемиот производен изложен компир на паланечката компиријада следуваа награди, но мини вреки со компири добија уште некои од присутните. До година ќе се кандидирате повторно? Да. Добро. Имаме навистина интересен компир. Што се однесува до тоа, вкусни ли беа приготвените јадења, сликата пред и потоа говори. Домакинките се пофалија дека оваа година добиле многу комплименти. Паланија не овај година први пат. Со пица се представljam, само све отиде од компири, од сирење. Да. Ја правите традиционално и по дома или специјално за ова? Дома, све си приема сукам. Специјално дома за тука, јас си Нешто да ни приплечам. кажете од рецептот, можеби некој домакинка ќе запише. Може кори сукани, па сирење, компири рендано сирење, малку може и праче, маргарини, зајтинче, све специјално. Штета што не Какви беа пробат. впечатоците на тие што пробаа? Викат сите, што видеа сите многу убаво. Добро, ви се допаѓа ли манифестацијата? Многу. Isto pizza pravime. Прв пат ја правите и вие или Не, дома ја правите? втор пат sam je i lani učestvova i sega. Одгледувате можеби компири од ваш дома? Od naš kompir doma, domaćin. Какви беа и кај вас впечатоците, им се допадна на луѓето? Mnogo ubavo, vkusno беше много. Епа ние се представивме со колач, со пченица, кумови сме, као прво да ви кажеме. Имашеме компири и симити од Паланка тука. Тој све беше убаво, представата убава беше, декорирањето беше убаво многу. Тие што Се пробаа дружи. им се допадна? Па се ми се допадна мене. Па нека се пофалат други како сме ни досели. Вие Кој е сигурно пробал? како кум ви се допаѓа манифестацијата, меѓутоа ќе продолжите ли од друга Да, година да кумството го дадовме на други, сега го зедоа. Ама ќе продолжите да доаѓате да Ќе доваѓаме, ние сме си тука и тука ќе си доваѓаме. Ќе бидеме интересни. Јас се представи како прво беше кума со мојата колешка. Погача имаше ми пченица за кумството и вино, тој таму се. Овде имаше некој специјалитет од компири друг прави баница од компирите, специјалитет со компири, со сирење, со јајца. Тоа си го правите и дома вообичаено? Да, обичаено за сви пригоди го правиме тој. Дали вашето беше од ваши компири домашно производство? Домашно, све од домашни. Садиме компири и си имаме и си ги правиме. Им се допаднали на оние кои што успеа да Не прават? остана ништо од епсијата и сигурно ни се допаднало на сите. Јас правием мусака со мелено месо, ама не остана да пробате се што да правиме. Да, сладко нека не е на народ. Многу е убаво и да продолжи понатам. Ајде да не следат овие младите генерации. Има ли, помагаат ли тие, прашуваат ли за рецепти или? Прашуват, еве, имаше мосолена торта тука и запишаа рецепти неколку од Куманово, да, се интересират, да. Имаше значи гости од страна, не само Има и од Скопје, има и од Куманово, има и така да видиш и мусака вика од Куманово една ја правим со варени компири, викам не се прави со варени, со живи компири се прави мусака ако сакаш да ти е убава. Добар ден и од мене, првата кума на компиријадата и да ви кажам многу сум среќна што се прифати стварно на празникот Митровден по повод нашата црква што го носи името Свети Димитрија. Јас настапив со солена торта. Како што гледате, празно е, може да повелите дома имам, а тука сега не. Правите ли вообичаено дома претходно? Правам, да.
Сте експериментирали ли со други рецепти, освен со овој со компири? Имам јас повеќе рецепти со компири, дури ги предлагав. Има прекрасни кифлички, исто со компир варен, па се пасира компирот, се замесува јајца, тесто, прашно, млеко, зејтин и стасува пола сат, па потоа се прават кифлички и се полнат со фил од шунка, малку павлака, урда и јајце. Прекрасно. Добро, од тие што помина, им се допадна се што им понудивте од сите домакинки, не само... Па, јас мислам што им понудив, а и од другите. Им се допаѓаше. И гледам гостите заинтересирани. Мене дури ме препознаа од Куманово гости и беа заинтересирани за рецептите. Воопшто за сите рецепти се заинтересирани. Мислите дека ваквата манифестација треба да продолжи во иднина? Па јас би рекла да продолжи и да се остане традиција на празникот Митровден да се одржува. Затоа што еден вид црквата ни е заштитник на градот, а манастирот Свети Јоаким Осоговски тој будно стои над градот и го штити. Програмата беше збогатена со настап на фолк пејачот Круме Спасовски и кривопланечкиот состав Аморосо Бенд, а дел од присутните го заигра и традиционалното наше оро заедно со членовите од фолклорните друштва од Крива Паланка кои настапија на плоштадот. Сите заедно уживаа во програмата иако се согласуваат дека најубавиот дел од понудата е компирот. Ми се допаѓа, секоја година доаѓам тука. И лане бев и се, да. Нешто посебно од рецептите да ви се допадна? Или се е? Па се исто со компир, знаеш што се права. Да. Се Обичаено на трпезата ви е традиционално компирот? Да, традиционално. Дали одгледувате Паланечко, можеби компир? одгледувам како не. Мислите дека му требаше награда од ваква манифестација? Да, треба. Зашто Крива Паланка е посветена на компирија. Па добро, многу добро. Прв пат ли сте оваа година или бе? Прв пат, да, прв пат. И што најмногу ви се допаѓа, рецептите или програмата? Рецептите. Пробавте ли нешто? Да, пробавме, многу интересни, многу убави. Вкусно? Да, вкусно. Нешто од од нив компири. правите дома, има нешто што прв пат гледате? Па, нешто правиме ние, ама на друг начин. Овдека по-интересно. Добро, домакинот вие пробавте ли? Пробавме. Супер. Добро, да може би да не одгледувате компир? Не, за наши потреби. Еколошки чисти. Мислите ли дека му е потребно нешто вакво на градот за со компирот да направи некаква манифестација, да продолжи? Па јас секој мислам дека треба да се направи некоја фабрика со преработка на компир. Ова подрачје климатски многу добро одговара за компир и нешто треба, дали смоки, дали чипсови и луѓето уште многу ќе произведуваат еколошки чисти компири. Климата е многу добра, многу квалитетен компир. И поднебето одговара и манифестацијата е супер за промоција низ цела Македонија. Како ти се допаѓа манифестацијата? Па добро. Ти од Крива Паланка си? Не, јас сум од Скопје. Дојден си тука на гости или? Не, онака дојдовме да видиме. Баш за манифестацијата? Да. Добро, и што ти се допадна повеќе? Може и програмата или ова што имаше можност да го пробаш? Па исто све убаво, све. Пробали од повеќе од јадења? Па да. Некој што прв пат го пробуваш? Па има доста. Квалитетно е? Па да. До сега си чул ли ти за паланечкиот компир? Имаш пробано, да не имаш потекло од тука или не? Не, имам слушнато, али немам пробано. Да, сега кога проба, ти се допаѓа? Па да. Ке кажеш можеби на друг некој да дојде да провери, да проба каков е нашиот компир? Па, ќе кажам. Ова година беше многу убаво. Имаш учесници од Кочани, исто така од Скопје, од занајчиите, од Комара на занајчи. Вашиот музеј што презентираше? Нашиот музеј презентираше сувенирниците на музејот. Имаше ли заинтересирани, прашуваа ли луѓето? Па да, прашуваат. Има заинтересирани. Дали и ти успеа да пробаш нешто од јадењата, од вкусните специјалитети на домакинките? Па не успеав да пробав јас. Да. Ти правиш ли дома нешто од компири? Овде си снаа во Крива Паланка, меѓутоа успеа ли да научиш некои рецепти дома? Да, јас имав некои 2-3 специјалитета направено и донесено тука. Осоговскиот компир, одгледан во здрава, еколошки чиста средина и подготвен на домашен начин во различни варијанти, е неопходен дел од трпезата на секое кривопланечко семејство. За многумина е извор на екзистенција. Ние се трудиме да најдеме модуси да направиме задруга. Покрај здружение што имаме, здружението, значи имаме спорови некои, сега сме на идеи да формираме задруга. Таа задруга е со цел да на кривопаланчани да им овозможиме целокупниот произведен компир или било друг производ кој го имат, да им биде откупен на време продаден и на време исплатен. Така, значи,
државата сега дозволува едни такви критериуми и мислам дека ние стоиме зад граѓаните, сакаме тоа понатаму да го спроведуваме секојдневно, со нив да бидеме во контакт, па дури да ги посочуваме кои култури да засадуваат, кои се барани на пазарот, не само компирот, него можеби ќе се јави потреба од друг производ кој Крива Паланка стварно е што може да произлегува, и така да од таа гледна точка ние сме тие што треба да им даваме насоки како земјоделците понатаму да бидат насочувани. Токму ваквата традиција е вистинскиот повод за манифестацијата во чест на компирот, која со амбиции да прерасне во традиционална и уште поинтересна, со која ќе се гордеат кривопаланчани, а и Македонија.